Денес, 20 мај, светот го одбележува Светскиот ден на пчелата, ден кој не посетува на исклучителната важност на овие мали, но клучни суштества за природата и за човекот, а повод плюс е во денешното издание да проговориме за нешто што е вистинско македонско богатство, автохтониот подвид на македонска пчела, Apis mellifera makedonica. Со нас во студиото е Игор Илков, инженер за фармерско производство и председател на Сдруженијето МАГБИ, кое со години се посветени за заштита и унапредување на оваа пчела. Игор, добро утро и добре дојдовте. Благодарно што ја прифативте поканата да сте денеска заедно со нас во Ја сакам Македонија. Добро утро и благодариме на поканата. Денес за нас пчеларите е многу голем ден. Ден кој е посветен за заштита на нашата медоносна пчела, која со гордост мораме да кажеме дека е наша автохтона медоносна пчела, Apis mellifera makedonica. И ние како Сдружение МАГБИ, кое што всушност значи и македонска пчела, се грижиме за зачувување на нашата медоносна пчела, за нејзино подобрување и секако сето тоа го правиме со многу тестирање. И во нашето здружение повеќе од 10 години го правиме тоа и морам да кажам дека имаме доста добри успеси. Ке зборуваме за сите успеси, но она што би сакал на самиот почеток да ја запознаеме нашата публика околу што е автохтона пчела. Кога зборуваме за македонската автохтона пчела, што точно значи тоа? Пошто е таа различна од другите подвидови? Така, значи македонската автохтона пчела за нас значи тоа дека таа пчела е овде приспособена да живее и да продуцира. За разлика од нејзе, сите оние пчели, генетики кои што се импортираат, не се така успешни како автохтоната македонска медоносна пчела и можеби во првите години, односно првата година кога ќе бидат воведени, ќе дадат некои успеси, меѓутоа веќе следната година ние имаме губитоци. А уште поголем проблем е тоа што се врши хибридизација на нашата автохтона медоносна пчела и ние со тој увоз, морам да кажам, нелегален, на оние други генетики, всушност ја влошуваме генетиката на нашата автохтона медоносна пчела. Колку долго постои оваа пчела практично на нашите простори? Пчелата постои многу долго, така да детерминирана е последниве 3-40 години, да кажам. И сега со Факултетот за земјоделски науки и храна се вршат уште испитувања. Таа е потврдена пред 10 години од страна на професорот Узунов. Меѓутоа, иста наша автохтона медоносна пчела, повторно ќе речам дека ни дава најдобри резултати тука, меѓутоа не е супер пчела. Тоа мораме да го кажеме дека супер пчела не постои. Односно, секоја генетика си е на некој начин супер пчела за ареалот каде што екзистира. Токму тоа е моето следно прашање. Дали е точна предпоставката дека автохтоната пчела е поотпорна, поприспособена и дава поквалитетен мед? Така, значи автохтоните популации, не само за Apis mellifera makedonica, туку за сите популации кои што се одгледуваат автохтоно во нивните ареали на живење, каде што се тие приспособени, даваат многу подобри резултати отколку да се импортираат во други ареали каде што не се својствени на начинот на нивниот живот. Сега кога сме кај македонската пчела, колку е продуктивна, мирна, лесна за работа, што ја прави идеална за македонските пчелари? Да, вака, значи македонската медоносна пчела е продуктивна, меѓутоа ние како здружение работиме на тоа да ја направиме со селекција да ја направиме уште попродуктивна. Значи тоа е нашата цел, како што напоменав, да ја направиме прво да биде многу помирна, многу попродуктивна и многу подобра за одгледување од страна на нашите пчелари. И покрај вредноста, вашите анализи покажуваат дека оваа пчела е загрозена. Споменавте на самиот почеток од што, но ајде малку подетално да навлеземе. Што е тоа хибридизација? Звучи некако
технички, практично, во суштина, колку е сериозен тој проблем? Да, вака, значи, гледано од сточарски аспект, хибридизацијата во сточарството значи подобрување. Меѓутоа, кога е контролирано. Додека во пчеларството хибридизацијата не можеме да ја контролираме, бидејќи матиците и трутовите се спаруваат во воздух, односно во лед, и кога имаме трутови кои се импортирани од други генетики, всушност ние не можеме да ја контролираме матицата со кои трутови ќе се спари и која генетика ќе ја добиеме. И најчесто добиваме негативни резултати, при што добиваме поагресивни пчели, понеотпорни пчели кои што не можат да ги издржат нашите зимски климатски услови и се случува во текот на зимата ние всушност да ги изгубиме пчелните семејства. Или во текот на летниот период кога нашата автохтона пчела го прекинува производството на легло, односно штеди храна, овие хибриди продолжуваат со производство на легло и така повторно доаѓа до угинување на пчелите. Значи не само што се губи практично генетската чистота на македонската пчела, туку има и реални економски последици по одгледувачите на пчели. Да, тоа секако е така и затоа ние работиме на тоа да ние имаме сега ќе речам супер пчела која што не постои, меѓутоа за нашето поднебие би значило тоа. И апелираме секогаш до пчеларите, значи да одгледуваат Apis mellifera macedonica, да не се залажуваат со импортирањето на тие пчели кои што, да речеме, во Германија имаат одлични резултати. Меѓутоа, таа генетика донесена во Македонија нема да ги даде тие резултати. Згорана се и нашата автохтона пчела ќе ја наруши практично така, значи како што споменав, со хибридизацијата ја влошуваме и нашата македоника која што за жал процесот на враќање на хибридизацијата во подобри резултати е многу тежок, многу долго трае. Да рече си да не постои како веќе се изхибридизира, дека може да се врати во првобитна форма, иако знае природата да прави чуда, тоа го докажуваат и самите пчели со она што го прават. Што правите како МАК Би? Здруженијето работи на заштита на оваа пчела повеќе од една декада. Какви активности спроведувате и со кого соработувате? Вака, значи Здруженијето како основна цел му е заштита на македонската медоносна пчела Apis mellifera macedonica. Сето тоа го правиме преку тест пчеларници. Значи секој наш член мора да има тест пчеларник, кој што тест пчеларник се води според строго утврден протокол на одгледување на тие пчелни семејства и со избирање на најдобрите матици. Од нив се како мајки, од нив се произведуваат следната генерација на матици и секоја година во соработка со Факултетот за земјоделски науки и храна изработуваме одгледувачки вредности со тоа што ги избираме најдобрите мајки за производство на матици за следните години и така ние добиваме се подобри и подобри резултати. Меѓутоа, не можам да кажам дека секоја година добиваме подобри резултати, бидејќи сепак ние зависиме од временските услови. Доколку немаме добри временски услови, добиваме полоши резултати, меѓутоа, благодарение на стручните лица од факултетот, ние сепак добиваме добри резултати, кои што на крај ги сумираме и ние одиме напред. Споменавте дека имате соработка со институциите, тука преценили Факултетот за земјоделство и храна. Колку е сериозен од друга страна пак државниот пристап кон оваа тема околу автохтониот вид на македонска пчела? Да, имаме соработка и со Министерството за земјоделие и шумарство, со тоа што и од страна на Министерството е препознаена автохтоната македонска медоносна пчела Apis mellifera macedonica како наш подвид и се води сериозна политика за зачувување на автохтоната македонска медоносна пчела. Меѓутоа, во моментов морам да ја истакнам дека
За жал неаме репроцентри регистрирани за производство на матици, а ние како здружение, како невладина организација, не сме во можност да вршиме дистрибуција на пчелните матици, односно продажба на пчелните матици, а со тоа морам да истакнам дека и сите пчелари се на некој начин хендикепирани да можат да добијат добра генетика од Apis mellifera macedonica. Тоа ми беше и прашањето околу решенијата еднината. Што треба да се превземе, сега според вас, да се направат измени со кои што ќе се дозволи да се направат репродуктивни центри, практично со цел да се заштити популацијата на нашата пчела на долг рок? Да, значи веќе сме во разговори со Министерството за земјделие, шумарство и водостопанство. Значи има слух за тоа и се надевам дека во многу скоро време ние ќе успееме да имаме регистриран репроцентар во кој што ќе се произведуваат пчелни матици, а самите пчелари ќе можат да ги купат, а и секако за тоа да добијат и субвенции од страна на Министерството за земјделие и шумарство кои што постојат, меѓутоа поради причините кои што ги кажавме, веќе подолг период не се искористи. Дали е потребна поголема, да речеме, едукација и на пчеларите или пак, например, контролирана продажба на матици која би се дозволила, пак може би забрани за увоз на пчела, иако ако добро сум информиран, постои забрана, тоа е регулирано со закон, дека смее да се внесе или не смее да се изнесе од границите на Република Македонија нашата пчела или да се увезе неавтохтонен вид за овој регион? Да, вака, значи за пчеларите секогаш имаме едукација и ние како здружение организираме централен настан во Факултетот за земјоделски науки и храна, пчеларски ден знаење и дружење, каде што имаме еминентни предавачи, пред се професори од факултетите во странство и државите со кои што соработуваме, меѓутоа и практичари пчелари, кои што се пред се производители на матици. Исто така и повеќето пчеларски здруженија организираат предавања, така да пчеларите имаат континуирана обука, меѓутоа сепак е потребно многу повеќе обука околу значењето на Apis mellifera macedonica и нејзиното одгледување. И секако, значи, постои некој вид на, ќе речам, условна забрана за увоз, односно може да се увезува само матици од Apis mellifera macedonica, меѓутоа не и од други генотипови. За жал, матицата секако е мала и може да се, да, така. Од страна на оние кои што кажувам, нели, сметаат дека има некој друг подвид е супер пчела, ги увезуваат и потоа се случуваат тие проблеми кои што ги имаме со хибридизацијата. Има ли простор македонската пчела да се препозна и како економски бренд, заштитено географско производство, органски производи, па дури да речеме екотуризам? Многу од граѓаните можеби би сакале да видат како изгледа македонската автохтона пчела. Токму така, значи нашите пчеларници пред се наоѓаат во рурални средини, во планински подрачја, а Македонија веќе е препознаена како туристичка дестинација и многу пати се случува да на нашите пчеларници дојдат туристи кои што сакат да видат како ние работиме. Значи, многу македонски пчелари веќе се имаат определено и за апитуризам, при што имаме и апикомори, меѓутоа тука треба многу повеќе едукација и многу повеќе маркетинг. Значи, ни фали маркетингот и сметам дека Македонија има иднина со апитуризмот, така да Apis mellifera macedonica може многу да придонесе за и во оваа гранка во туристичкиот дел. Игор, ни донесовте и тегли мед, тоа се претпоставувам ваше или на вашите колеги од здруженијето произведен. Да. Што е важно, да нотираме на светскиот ден на пчелата, кога граѓаните треба да купуваат мед или пчелни практично производи. Што е оно на што најмногу треба да внимаваме? Така, значи, ние како пчелари во минатото кажувавме дека медот задолжително мора да кристализира.
Отпосле кажувавме дека медот мора да кристализира компактно. Меѓутоа денес не можеме тоа да го кажеме, бидејќи технологијата оди толку напред да и оние фалсификаторите Успеваат да прават мед кој што ќе направат кристализира. сладка вискозна течност која што кристализира. Затоа јас ќе напоменам дека мора да се купува мед со етикета и најдобро е да се купува од пчелар кој што го познаваме. Така. Во етикетата ние ќе видиме декларацијата, потеклото практично и ќе може да препознаеме или дознаеме од каде на вистина потекнува медот. За крај, Игор, има ли една ваша лична порака по повод Светскиот ден на пчелата? Зошто треба сите да се грижиме за нив и зошто токму нашата пчела заслужува заштита и почит? Да, вака, значи ние во моментот зборуваме за пчелата, а и пред се мислиме на медоносната пчела. Меѓутоа јас мора да истакнам дека покрај медоносната пчела постојат и други пчели кои што се наречени солитарни пчели, кои што живеат буквално во секоја наша средина, кои тоа се пчели опрашувачи. Значи тоа се пчели кои што придонесуваат за нашите градини, нашите цвеќиња да изгледаат многу подобро. И морам да речам дека ние треба да се грижиме што повеќе да користиме еколошки препарати кога ги одржуваме нашите градини. Дали тоа би биле земјоделски површини, дали тоа би било дворови, тревници, цвекници, ние мора да применуваме што помалку хемија и да применуваме што повеќе органски препарати со цел да и помогнеме на пчелата да преживее, а таа да ни помогне на нас да ни ги разубави нашите тревници, нашите цветници и секако да ни донесе мед. Господин Илко, ви благодариме што ни ја доближивте оваа многу важна, а за жал недоволно позната тема, за важната мисија која што имате да ја зачуваме автохтоната македонска пчела, која не е само дел од биодиверзитетот, туку и дел од нашиот, ќе речам, национален идентитет. Да. Ви благодарам.